Добро вечер, Сокот. Родени за да исчезнат. Вака се нарекуваат бебињата кои особено во 80-тите години се раѓаат на клиниките низ Југославија, но за кусо време починуваат. Родителите не добиваат потврда за нивната смрт, ниту писмена, ниту пак на мајките им е покажано мртвото тело на новороденчето. И од тука почнува сомнежот. Дури и по 30 години тие талкаат по институциите, барајќи потврда за смртта на своето чедо. Кот пред неколку години истражуваше оваа тема. И тогаш, но и сега, најтешко е родителите да дојдат до одговорот кој го имаат родилиштата, Институтот за патологија, МВР, Управата за матична евиденција. Од тука и сомнежите на родителите, дека можеби нивните деца се родени, па на некој начин украдени или исчезнати, а официјално прогласени за мртви од лекарите. Голема афера на оваа тема изби во Србија, каде има и изготвено предлог закон за така наречените исчезнати бебиња, со кој меѓу другото треба да бидат обештетени и сите родители чии деца исчезнале од родилиштата. Во Македонија нема докази за постоење на организиран криминал во 80-тите како во Србија, но има многу родители кои доаѓаат во Кот да се пожалат дека имаат сомнеж, но и докази дека бебето им исчезнало по раѓањето. Таков е случајот на семејството Илиевски, кој повеќе од 30 години оделе од врата на врата низ институциите, барајќи го своето дете и меѓу живите и меѓу мртвите. По нашето истражување, но и интервенцијата на надлежниот инспекторат, тие го добија одговорот. Мртво или живо, но украдено. Оваа дилема ги мачи десетици родители кои се сомневаат дека некаде имаат дете кое тајно им е одземено и прогласено за мртво. Но без животното тело никогаш ниту го виделе, ниту добиле било каков писмен документ кој ја потврдува смртта. Години и години подоцна се уште живеат со сомнеж дека се жртва на трговија со деца, но и надеж дека можеби еден ден ќе дојдат до трагата која ќе ги однесе до нивното чедо. Плачот на своето прво дете, Стојан Илиевски, никогаш не го слушнал. Малото момче никогаш не го видел. Топлината на неговото тело никогаш не ја почувствувал. Кој би верувал дека тако нешто се правело? Меѓутоа, еве, има факти кои кај други родители деца се трајни и, значи, сомнежот сепак постои кај нас. Било какви сомнежи околу тоа дека живо дете може да биде прогласено за мртво, веројатно најкраткиот и најточен одговор би било не. 10 април 1980 година бил еден од најсреќните денови во животот на Стојан Илиевски, бидејќи ја дознал раздосната вест дека неговата сопруга Мирјана се породила на клиниката за гинекологија и акушерство. Тој бил во војска, па на повик од мајката од сопругата тргнал кон Скопје за да се израдува со семејството. Бебето се родило пред терминот за пораѓај, но и покрај тоа немало потреба да биде ставено во инкубатор, одлучиле докторите. На 13 на вечерта го подојела. Во 5 часот кога требало да се дои поредовно време, тие рекле дека детето е надоено, било гладно и нема потреба сега да му даде да се надои. Така да покасно ќе и го донесат.
Стојан и Мирјана имале по 20 години кога го добиле првото чедо. Бременоста поминала нормално. Не биле утврдени никакви проблеми, ниту кај бебето, ниту кај мајката. По пораѓајот таа го доела првите 3 денови. Се грижела за него. За четвртото утро на 14 да ја дознае страшната вест. Бебето починало. Од што, како и зошто, одговор не добиле. Го бараме детето да го дадат, не го даваат. Вика, тој припаѓа на болницата, не правете, проблеми. Тоа ќе иде на секцирање, тоа не следува нас по службена должност. Не сакајќи да имаме проблем, ние сме примерни граѓани, да правиме проблеми, уште полиција ни запретија ќе ни викаат и викам сега, кај што имаме проблеми вакви, и уште со полиција да се расправаме, реков, добро, пратете ни резултати кои ни беа обеќани. Првиот сомнеж се родил веднаш по информацијата за смртта, уште додека жената била во болницата. Слушнала од луѓе кои лежеле таму дека извесен доктор од Охрид е вклучен во кражба на бебиња, па можно и незиното да е жртва на трговија со деца. Слушнала од друга жена дека дадено е машко дете некому, а жената, идејќи во ВЦ, во тој период, видела човек во црно дело како држи дете. Знаете ли името на човекот кој што се сомневате дека во тој период го земал детето? Не го знаеме името, името е непознато, само жената слушнала дека тој човек е од Охрид и дека немал деца и му е дадено машко дете. Сомнежот се зголемил уште повеќе затоа што и покрај тоа што им ветиле родителите не добиле никаков документ од клиниката. Немаат отпусна листа, немаат причини за смрт, резултат од обдукција, ниту пак им го дале бројот од алката под која се регистрира секоја мајка со своето новороденче. Чекаме резултати. Денес утре, оди тамо, нема. Пратено е, ќе добиете. И знаеш кога више години проваѓаат, пак некако сомнежот останува, дојде време да одиме. Кога видовме емисии како се деца по отуѓени, без доброволно давање на родителите, тогаш почна сомнежот да расте и почнаме да го бараме детето. Стојан и Мирјана во меѓувреме добиле уште 20 синови, но и се иселиле во Канада. Мислата дека тука во Македонија живее нивното првородено дете не ги напуштала. Секој лето кога доаѓаат, одат по институции, оделе од врата на врата, но одговор не добиле. Оставиле и полномошнок и нивни блиски за тие во нивно име да дознаат дали има некаков трак дека детето им е живо. Дури има сценарија кај што еисценирано дека детето е умрено, а не е умрено, него е пронајдено живо. Ево го случајот со нашето дете. Зашто не дадоа до сега? Јас дури барав дали е починато и погребано во Бутел. Немаат никаква евиденција. Дури од која година ми рекоа, од 2000-та некоја година, водиме евиденција за такви работи. Јас пробав да го барам на многу места. Бев и во заводот за овие деца што се посинети, ми рекоа дека не може да ми дадат ништо без одобрение. Во недостиг на информации, Илиевски сами започнале истрага. Сомнежот дека можеби доктор од Охрид им го земал детето ги однел во градот. Дошле до информации за некое посвоено дете. Го следеле и гледале, но се убедиле дека тоа не е нивното. Детето го најдовме, не се доближиме да не стварно направиме некој проблем, од страна го посматрав детето, неговите другари ги сконтактирав тајно, да тој не знае. Меѓутоа, ликот негов не се совпаѓа ни по раст, ни по лик. Од било која страна, ни од на жената страната, нити од наша страна. Илиевски единствено лани летото за прв пат добиле некаков документ кој потврдува дека машко дете е родено на гинекологија. Но во документот нема никакви податоци кои би потврдиле дека бебето е починато, уште помалку под што. Ова е потврдата во која пишува само дека се работи за жив недоносен плод со тежина од 2 кг и 350 грама и со оценка 10-10. За Илиевски, но и за нас се отвори уште едно прашање. Како може дете кое е оценето со највисоката оценка и кое функционирало добро, било доено и не давало никакви знаци за болест да почине само после 4 денови? Код тргна во потрага по документите кои би можеле да ја разоткријат вистината за тоа каква била судбината на бебето. Клиниката за гинекологија е првото место кое би можела да ги крие одговорите. Ја побаравме историјата за бебето, родено на 10 починато на 14 април 80-та година.
но детали за здравствената состојба, документите со податоци за ово бебе не откриваат. Според законот за евиденција на медицинска документација, должни сме сета основна медицинска документација да ја чуваме во период од 15 години од последниот внес на било каков податок. Исто така сме должни да ја чуваме ние како и сите останати здравствени установи медицинската документација исто така 15 години за пациенти кои веќе починале. Така што ова е многу долг период, 38 години изминати од времето на породувањето на пациентката. Она што го трајно го чуваме, тоа се дневниците со родилни протоколи. Што точно пишуваше во она што вие го имате? Дека станува збор за недоносено дете со родилна тежина под 2 кг и 500, значи околу 2 кг 380 чинам тежината, 47 долго. Илиевски не го пријавиле детето никако родено, никако умрено во матичната книга, бидејќи се случувало кусо време, а не добиле ниту било каква потврда од болницата. Детето не добило ниту име. Според процедурите ГАК и институцијата која во матично ги пријавува новороденчињата, уште пред тоа да го сторат родителите. Ја има оваа обврска иако некој од нив почине таму. Илиевски со години барал да добие потврда дали детето е пријавено како умрено, но информацијата ја доби откако случајот го пријави кај народниот правобранител во државниот управен инспекторат, но и откако код се заинтересира за ова. Тоа требало да биде пријавено, значи во матичната служба како умрено, починато, значи отидоме да бараме. Што се случува таму? Доаѓам на шалтер, тој виде нешто, документче, повика друга службеничка, дали беше некој шеф од одделението или нешто. Дојде и проговорија, јас више ги слушам како прават муабет, нели? Таму вика, бе, како ова сега? И он вика, како ти му го кажам на човекот ова? Ја слушам, значи шалтерот е отворен. Дојде странката, ја примив, ја ги разгледавме состојбата, што е, како е, побаравме во нашите архиви, во нашите матични книги кои што се чуваат, значи ги пронајдовме уписите и во матичната книга на родени, во матичната книга на умрени, така да од правен аспект во однос на матична евиденција кај нас нема ништо спорно. Ова е документот кој после реакциите стигна кај Илиевски. Во него е потврдено дека ГАК пријавила и новороденче, но и дека тоа е починато. Интересно е тоа што датумот на запишување во матичната книга на родените е после повеќе од 1 месец од роденденот, односно на 9 мај 80-та година. Во него како забелешка стои дека личното име не му е пријавено, а е регистрирано по барање на клиниката. Уште пишува и дека тоа е веќе починато. Во книгата на умрените пак е заведено 4 денови потоа, на 13 мај истата година. Во книгата на родените уште е впишан и матичен број на детето, но не достигаат последните цифри. Затоа што детето нема лично име, определено лично име. Значи не сме можеле како управа да доставиме извештај дека да, родено е дете такво и такво, затоа што ни недостасува личното име определено од страна на родителите. Значи на неопределено лично име, фактички на лице без идентитет, не можете да испратите извештај за да ви дадат матичен број. Но потрагата по тоа колку се веродостојни тврдењата на ГАК за смртта на новороденчето не однесе до уште една клиника, онаа за патологија. Тука се прави обдукција на оние кои починале, а резултатите ги чува уште од средината на минатиот век. Оваа книга е онаа во која се впишани резултатите од крајот на 70-тите и почеток на 80-тите години. Под реден број 190 е заведено бебето на Илиевски. Обдукција, според книгата, сепак имало. Покажува дека имало проблеми со мозокот, но сепак срцето попуштило. Дефинитивна причина за смрт е респираторна инсуфициенција со срцево попуштање, во чија позаднина е недозреаноста на висцералните органи и неможност да функционираат. Оваа вест Илиевски е слушнаа по Вибер комуникација со нас, бидејќи во моментот се во Канада. За нив сепак оваа книга не е доволна потврда за тоа дека детето е мртво. Се сомневаат дека можеби и обдукцијата е фиктивна, а е резултат на група поврзани лекари која работела со трговија со деца. Жената има осет како мајка дека тоа дете е живо, ја го осеќам, вика, не знам каде е. Значи,
Сакам да испратам еден апел, ако е можно, да разберат сите овие деца кои на ваков начин се прогласени за мртви, не ги знаат родителите, да не наседнуваат на овие приказни што им се сервираат. Има родители кои ги бараат, имаат браќа, имаат сестри. На клиниката за гинекологија нема останато ниту еден доктор од оние кои работеле во 80-та година. Педијатарот Елизабета Зисовска таму се вработила во 83-та, па ја консултиравме да ни објасни дали дете оценето со оценка 10 би можело да почине поради недоразвиеност на мозокот. Две оценки се. Првата се дава во првата минута и тоа најчесто зборува за состојбата во матката, колку му било удобно да детето, колку си примало кислород, колку си примало храна, и тоа се дава во првата минута. Се оценуваат 5 витални параметри: тонус, боја, рефлекси, дишење и срцева акција. И од 0 до 2 поени има за секој од овие 5 параметри. Второто оценување е во 5-та минута, да се види исто здравствената кондиција за истите овие 5 параметри. 10 е највисока оценка и тоа не е гаранција дека детето е добро и е гаранција дека цел живот ќе биде добро или дури и во неонаталниот период. Имаме бразди и имаме витки во мозокот. Кај него е скоро израмнување на мозокот. Тоа не му смета витално да живее. И срцето е добро, белите дробови се добри, дури овде јас не би ја поврзала таа недоносеност со причината за смрт. Илиевски сега имаат двајца синови и тие се нивната гордост, но тагата и неверувањето дека имаат трет најстар брат, кој живее некаде далеку од нив и кој сега би имал 38 години, се секојдневие кај Илиевски. Како е да се живее сите овие години со мисла дека некаде има некој Како е? Многу тешко. Мртво или живо, но далеку од очите и срцето. Дилемата за Илиевски не е решена. За институциите кои долго време не одговорија, сега е затворен случај. Откако после 3 децении под огромен притисок успеа да најдат резултати, поразителни за семејството. Првиот и најтежок чекор на родителите е да докажат дека бебето исчезнало од родилиштето. Потоа да стасат до официјалните документи за негов упис, евентуално во книгата на умрените, да се провери во Институтот за патологија дали има обдукција, доколку е мртво. Но ако пак е живо, никогаш нема да дознаат под кој матичен број е заведено ако е посвоено. Во Македонија законот не дозволува посвоените деца да си ги дознаат биолошките родители. И додека кај нас се уште сето ова е табу тема, Советот на Европа го разгледува предлог законот за исчезнати бебиња во Србија, а судот во Страсбург пресуди на една мајка да ја бидат исплатени 10.000 евра оштета затоа што државата 30 години не успеела да ја објасни што се случило со незиното дете. Кога гледам, го нема здравото бебе, првото, тоа модрото, што беше, стое. И не ми е јасно. И кога гледам, еден доктор стоеше пред салата на инкубаторите и викам, докторе, викам, нели вие, викам, цело време ме убедуете дека овој нема да биде, а станало обратно. И тој на мене, да бе, Гордана, и мене не ми е јасно. Со тие зборови. Гордана Гичева од Кратово веќе 2 децении нема одговор што се случило со незиното дете. Таа сега има 3 сина, но вели дека верува оти се 4. Родила близнаци во болницата во Чаир во Скопје, но 7 дена од раѓањето, докторите и кажале дека едното починало. Се зачудила затоа што токму тоа бебе било со подобра оценка и во подобра кондиција од другото. Гордана не го видела мртвото бебе, не го покажале во болницата, но да биде сомнежот поголем, добива потврда дека е мртво, но на отпуснато писмо од родилиштето пишува дека заминала дома со 2 машки деца. Во што најмногу се сомневате? Зошто да ви исчезне така најнаш вашето бебе? Па сега си викаат има 3 и уште едно 4 ќе има и ова ќе дадеме. Јас така си мислам. Доста се. Ја мислам дека на мајка никогаш не се многу деца. Судбината на Гордана ја снимивме пред 8 години. До денеска таа не доби одговор што се случило со незиното бебе.
Не е единствената. Уште многу мајки веруваат дека можебе некаде нивното дете живее, посвоено на црно од родители кои го добиле на нелегален начин. До сега ниту невладините организации, ниту медиумите не нашле конкретен податок за криумчарење на новороденчиња. Доволно е да се открие барем еден случај на можна трговија со деца за посвојување, за да се отплетка евентуалниот систем на тргување за сметка на очајните родители кои биле уверени дека детето им починало, а не го виделе. И тука навистина има сомнеш, посебно во 80-тите години, за една таква ситуација и тоа треба се докаже. Секако тука има работа на истражните органи, има работа на основното јавно обвинителство. Јас би го замолил народниот правобранител исто така неговите сомнеши да ги изрази во јавност, дали се подкрепени реално. Колку вакви случаи други има ли што барале конкретно со сомнеш за исчезнати бебиња од кој период, бидејќи некои наши сознанија говорат дека од 80-тите, 81, 82 се најчесто луѓе кои што се сомневале. Па има едно 3-4 случаи што се за 70-тите и 80-тите години доставани барања и ние сме ги евидентирале. Имаше еден случај од Косово, тој не е работен кај нас и за него мислам дека бара од Министерство за внатрешни работи информација. Еве 5-6 случаи во овој изминат временски период од 10 години, 15, откако сум јас на чело на овој институт. Навистина не постои приказка или разговор или било каква шпекулација во кој што станувало збор или постоела некаква индиција за таков тип на трговија или пак прогласување на живи за мртви. Најчесто овие деца се родени кон крајот на 70-тите години од минатиот век или почетокот на 80-тите. Токму тоа се годините во кои е докажано дека во Србија постои голема афера за исчезнати бебиња. Имало ланец на трговија со новороденчиња, почнувајќи од родилиштата, каде се вмешани лекари, бабици, сестри, преку вработените во матичните служби и полицијата. Со години телевизиите емитуваат потресни истории за мајки, браќа, татковци, кои се во потрага или докажале дека нивните бебиња биле нелегално прогласени за мртви, а всушност се пронајдени живи. 2004. sam pronašao brata blizanca, od 2005. smo u kontaktu. Čim nema potvrde o smrti i obdukcionog nalaza, sva njihova prazna priča i mrtvo slovo na papiru pada u vodu. Znači sve su to protivzakonite radnje kako bi se oprala nečija smrt i dodelio novi identitet kao ponovo rođen sa novim roditeljima, novim datumom rođenja, kao u slučaju mog brata. Поради ваквите наводи во Србија се спроведе истрага. Утврдено е дека е направен криминал во неколку родилишта. Jedna od najvećih nerešenih afera u Srbiji o kojoj se godinama priča je krađa dece. Mi ćemo sada čuti i videti priču bračnog para Perić iz Kruševca koji veruju da im je 1974. godine ukraden i prodat tek rođeni sin. Имало околу 3500 пријави за исчезнати бебиња, но цифрата варира, изјавил за оваа српска емисија Горан Филиповиќ од организацијата Белградски родители на исчезнати бебиња. Родителите наоѓаат документи во кои се гледа дека бебето не е погребано, дека се менувани датумите на раѓање или заведување во матичните книги. Формирана е мешовита комисија, а Советот на Европа го мониторира и процесот и предлог законот, кој на почетокот на годинава влезе во собранието. Насловен е како предлог закон за исчезнати бебиња, но Комитетот на министри на Советот на Европа во јуни годинава изрази жалење дека Србија се уште не ги усвоила мерките и механизмите со цел да се обезбеди поединечно обештетување на сите родители кои не можат да добијат податок за своите исчезнати бебиња. Европскиот суд за човекови права во 2013 донесе пресуда во корист на Зорица Јовановиќ, чие дете е исчезнато и не може да добие податок за него. Па на оваа мајка државата треба да ја плати 10.000 евра оштета. Вака е во Србија, но во Македонија ова е табу тема. Во 2010 код сними емисија мотивирана од случај во кој повеќе од 30 дена едно семејство не можеше да го најде бебето за кое лекарите тврдеа дека починало. Неговото тело го немаше ниту на клиниката за гинекологија, ниту во институтот за патологија, а на мајката не е било покажано мртво. Иако родителите сакаа да го погребаат, не им беше дадено. Јас си реков дека ќе го дадам бебето, да го погребат таму во хотел. Ама се договоривме и реков дека сакам да го видам прво детето, пред да се заминам од клиниката. Таа ми рече дека можем да го видам.
но за некој кратко време измисли дека као наведно немале каде да очуват бебето во клиника, немало комори, фриждери, там што знам, го погребале. По нашата истрага, утврдено е дека телото на бебето останало на Институтот за патологија. Семејството доби потврда дека е мртво и го виде. Оваа емисија на Код помогна во 2010 да бидат сменити протоколите на клиниките. Починатото новороденче ќе се носи директно на обдукција, а потоа, ако сакаат родителите, може да го погребаат. Дали ќе го видат мртво, повеќе нема да биде одлука на болницата, туку на родителите. По починувањето се соопштува на родителите дека е починато и ние сме должни да го испратиме за обдукција. Тука веќе би требало да консултирате правна служба колку има можност да дозволат или да не дозволат. Во секој случај, ако е необјаснета смртта, мора да се направи обдукција и за самите родители, за да нема вакви дубиози, но и за самата болница заради методите на лекување. Дел од семејствата си бараат, поготово од муслиманската вера, си бараат да си ги закупат по собствена семена гробница и тие им ги издаваме. А останатите остануваат на институтот и месечно имаме договор со АД Бутел да ги подигаат со список, со запишани имења и презимења, ги закупуваат во заедничка гробница. До 2013 системот е поинаков. Болниците решавале за судбината на мртвото дете. Ова се архивите на Институтот за патологија каде се чуваат обдукциони наоди уште од 1947 година. Иако институтот е акредитиран по ИСО стандардите, според кои постојат пишани процедури и постапки, најголем проблем им е просторот за чување на документите. Директорката Петрушевска тврди дека тука може да дојде секој граѓанин и да побара податок. Секој што ќе се обрати со писмено барање, до нас се обраќале и службите од Министерството за внатрешни работи и семејства, не само заради ваква помисла дека нивното бебе е, да речем, украдено или исчезнало, и заради наследни состојби, решавање на имовинско-наследни проблеми. Некој се интересира и заради семејната патологија. Обдукцијата е последно испитување што еден лекар може да му го даде на човекот, а се со цел да се види од што умрел. И на клиниката за гинекологија чуваат архива, но според законот само 15 години. Било која здравствена установа законски обврзана на поединецот да му издаде копија од здравствените и личните податоци. Така што во ниеден случај, доколку се обратиле лично, како и било кој друг пациент на клиниката, никогаш не било вратен дека нема да му се издаде тој документ. Ние сме законски обврзани. Сепак граѓаните не доаѓаат до саканите податоци. Првата станица каде најчесто се обраќаат се матичните служби, каде се заведуваат и родените и умрените. Но токму тука се чека предолго. Зошто странките не можат да дојдат, не можам да ви кажам. Веројатно може би се работи за гужва, да кажеме, во самото матично подрачје. Може би доволно не знаеле да објаснат што барат и како барат. Често таквите барања за некои стари уписи, некои стари работи кои што биле пред неколку децени и самите странки не знаат доволно добро да го објаснат и верувајте дека понекогаш и нас како вработени не носат во крив правец, па мораме да испитуваме се од околу за да можеме да дојдеме до навистина она што тие го бараат од нас. Своевремено и весниците секојдневно даваа податок колку машки, а колку женски деца се родиле на подрачјето на општината. Болниците и тогаш и сега до МВР испраќаа податоци за бројот на живородени деца и нивниот пол. Истото по службена должност се случува и кога ќе починат. Секој има право, значи да дојде овде, да поднесе барање, да направи проверка или да му издадеме препис или да му издадеме или едноставно да направи увид во матичната книга на родени или умрени за се она што го интересира во врска со своите деца, без оглед дали се живи, живородени или починати, тоа тука нема ограничување. И законот за семејство е во корист на институциите кога се работи за потрага по децата кои можеби се посвоени на црно, но и легално. Тој е многу ригорозен и како најстрога тајна ги чува податоците за посвоените деца. Не ни може да се посвои дете пред 3 месеци, затоа што се остава простора кој некој социјален момент можеби ќе си го реши жената. Не навлегуваме, има 1000 причини зашто ги остават и не е ни една
мајка за обвинување, оти никогаш не знаеме што има во позадината. Се остава простор и мајката да размисли. Ние поддржуваме иницијативата на група на деца кои биле посвоени, да си ги дознаат родителите, затоа што членот 123А закон за себество е многу ригиден, каде што гарантира тајност на посвоителот. За сметка на членот 7 од Конвенцијата за правата на детето и препораките од Комитетот за правата на детето дека детето треба да си ги дознае биолошките родители од повеќе причини. Прво е заради генетиката, болестите кои ги има, намалување и спречување на инцестуозни врски, а секако и да не се забрани комуникација на целото семејство со детето кое е било дадено на посвојување. Од една страна, родителите на кои можеби им се одземени децата, или пак оние кои доброволно ги дале, никогаш не може да дознаат кои се посвоителите, бидејќи Министерството за социјала во своите архиви ги чува како таен податок. Ниту пак обратно, децата кои се посвоени или кои се сомневаат во тоа, не можат да си ги најдат родителите, бидејќи им е забрането. Има посебна процедура во однос на запишувањето, тоа стои во Законот за матична евиденција, посебна процедура за запишување во матична книга на родените за таквите деца. Значи, првичниот упис се брише, се поништува и се запишува под нов број со посвоителите, меѓутоа врз основа на тоа ново запишување стои одлука од Министерството за труд и социјална работа, односно од оние надлежни органи кои што се надлежни за посвојувањето. Во матичната книга на родени не стои досието, не стои дека детето е посвоено. Што ако родителот се предомисли сака да си го дознае своето дете, како тогаш државата ќе постапи? Многу е дискриминирачки овој закон во однос на правата на детето да си ги дознае своите биолошки родители и е ригиден во однос на неговото право да има комуникација со цело семејство. Во Македонија нема докажан случај за трговија со бебе од родилиштата, ниту пак е отворена официјална истрага за исчезнати бебиња. Родителите талкаат и по 3 децении, барајќи одговори со опасност и да има криминал, кривичното дело да застари. Од првата детска амбасада затоа апелираат. Добро е што протоколите дозволуваат ако детето почине, родителот да се увери дека е починато и сметам дека има основ да се покрене иницијатива како што се залагавме да нема застарување на кривично дело полов напад на дете, да нема застарување на кривично дело трговија со деца за посвојување. Потрагата на семејството Илиевски не е единствената. Уште многу семејства се јавија во нашата редакција со сомнежи дали навистина бебето им е мртво. Сите не сакаат да зборуваат пред камерата на код, но нивните патишта ќе останат неизодени до крај, доколку државата не најде механизам на сите сомнежи веднаш да одговори, а не и по 3 децении родителите да имаат сомнеж дека децата се живи, но украдени. Ви благодариме што и вечерва бевте со код.